Градоначалникот Стојковски и советниците од ДПМН на криминален и шверцарски начин со злоупотреба на деловникот и законот донесоа детален урбанистички план која бетонизира нашата општина. Усвоениот урбанистички план предвидува повеќе од 30 згради, дел од нив со висина и до 65 метри. Со овој детален урбанистички план ќе се изградат над 240.000 метри квадратни во стамбен простор или околу 4.000 нови станови и ќе се доселат повеќе од 10.000 нови жители во нашата општина. Ова е повреда на правото на хумано живење од причина што постојната инфраструктура не може да издржи ваков притисок и ваква бетонизација. Дополнително, овој детален урбанистички план предвидува изградба на два нови објекти од хемиската индустрија, кои ќе продуцираат влезни и излезни супстанци ризични по здравјето на граѓаните на нашата општина. Од таа причина денес, ние советниците од редовите на СДСМ, НСДП и Левица, а согласно правото кое ни е овозможено со статутот на општина Ѓорче Петров и член 63 од Законот за локална самоуправа, поднесовме барање до председателот на Советот на општина Ѓорче Петров за свикување на трета вонредна седница со една и единствена точка на дневен ред, а тоа е донесување на предлог одлука за суспендирање на делови од деталниот урбанистички план СЗ-16, донесен на втора вонредна седница спротивно на сите законски прописи од страна на советниците на ДПМН. Со предлогот за суспендирање на делови од спорниот детален урбанистички план, предлагаме да се спречи бетонизација на Ѓорче Петров, тоест да се стави суспензија, стопирање на издавање на било какви одобренија за градба со класа на намена стамбени згради, лесна индустрија и големи трговски единици. Со оваа одлука бараме да се изградат училиштето и градинката кои се повеќе од потребни во нашата општина. Градоначалник, со овој предлог уште еднаш потенцираме дека ние поддржуваме изградба на градинка и училиште, ама не поддржуваме бетонизација на Ѓорче Петров од вакви размери. Јавно ве повикуваме и вас, и вашата советничка група од ДПМН да ја поддржите оваа иницијатива и да покажете дека работите во интерес на сите наши граѓани. Во спротивно, доколку не ја поддржите оваа иницијатива, ќе покажете дека работите за туги интереси или за интересите на урбаната мафија. Престанете со личните интереси кои се на штета исклучиво на граѓаните на општина Ѓорче Петров.